Почитувани гледачи, добре дојдовте. Почнуваат минутите одвоени за културата. Ова е стартот на Културама за оваа недела. Она што е интересно е тоа дека овој пат сепак информациите од областа на културата ќе ги почнеме од светот, бидејќи навистина има шаренолики, меѓутоа и важни содржини кои што сметавме дека е добро да ви ги пренесеме на самиот почеток на Културама. Минатата емисија завршивме со прилози поврзани со тоа дека почна Берлиналето, 67-то издание на еден од 15-те филмски фестивали од А категорија кои што се најзначајните во светот, признати секако од меѓународниот филмски фонд кој што ги поддржува фестивалите. Она што е интересно е тоа дека Берлиналето полека добива политичка нота. Интересно е тоа дека романските режисери, додека се протестира во Букурешт, ја искористија приликата и нивното учество на Берлиналето да го покажат своето незадоволство за новоизбраната влада на нивната држава. Меѓутоа, од друга страна се надеваат дека протестите нема да влијаат на нивните филмски кариери. Во продолжение е прилогот на колешката Елена Милошевска. Романски режисери протестираа на филмскиот фестивал Берлинале. Тие застанаа на црвениот тепик за да го поддржат својот народ кој подолго време одржува демонстрации против мерките на владата на Романија. Под рефлекторот на Берлинале, режисерите рекоа дека ќе се борат за воспоставување на демократија, а не за криминал и неправда. Остануваме, се бориме за да ја зачуваме демократијата во нашата земја, а не корумпираната влада. Ова трае веќе неколку дена во Романија. На улиците на Букурешт и другите романски градови излегоа десетици илјади граѓани да го искажат своето незадоволство. Затоа ние режисерите сме тука, да им дадеме до знаење дека целосно ги поддржуваме. На овој политички проблем со кој се соочува Романија, режисерите сметаат дека искажувањето на своето незадоволство кон романскиот премиер Сорин Гриндеану нема негативно да влијае на нивната професија. Како што велат тие, многу години поред учествуваат на Берлинале, а овој пат тоа е вистинско место каде што може и треба да биде слушнат гласот на демократијата. Се надевам дека како и претходно нема да имаме проблеми. Се надевам дека ќе имаме слобода да го направиме тоа и се надевам дека нашата влада ќе не разбере и ќе го слушне гласот од улиците. Протестите во Романија и понатака не стивнуваат, а демонстрантите бараат оставка на социјалдемократската влада која власта ја презеде во декември. Одлуката на романската влада која гласи дека секоја злоупотреба на службена должност за проневера на помалку од 44.000 евра од државните пари нема да се казни со мерка затвор, ги разлути десетици илјади граѓани кои излегоа на улиците ширум земјата да го искажат своето незадоволство. Пред да преминеме на втората содржина предвидена за Културама, која исто така е поврзана со филмот, само ќе ве потсетам дека Реквием за господја Ј и Кога денот немаше име се филмовите кои што годинава на програмата со наслов Панорама на Берлиналето ги бранат боите на Македонија. Втората содржина исто така е поврзана со филмот, меѓутоа и со политичките негодувања, ноќта на доделувањето на наградите Бафта, најзначајните филмски награди во Британија, оние кои што се споредуваат со европски, односно британски Оскар исто така помина со негодување во однос на политиките на Британија, меѓутоа и кон некои од одлуките на Доналд Трамп, новоизбраниот претседател на САД. Интересно е и тоа дека мюзиклот La La Land всушност ги освои најважните награди, вкупно 5 награди. Останува да видиме дали политиката и главните награди кои што ги освои La La Land всушност ќе бидат најава и за Оскарите кои што ги очекуваме за 2 недели. La La Land. Мюзиклот La La Land, освојувајќи ги наградите за најдобар филм, најдобра режија, најдобра женска главна улога
и секако победи во категориите за музика и кинематографија. Е најголемиот победник за годинава на главните британски филмски награди BAFTA. Ова ќе ја држи во неизвестност публиката се до доделувањето на Оскарите на 26 февруари, бидејќи филмаджиите често ги оценуваат BAFTA наградите како предвесник за тоа кој ќе добие Оскар. Наградата за најдобар британски филм ја добие 80-годишниот Кен Лоуч за Јас, Даниел Блейк. Главната машка актерска награда отиде во рацете на Кейси Афлек. Се чини дека она што беше во фокусот, освен филмската уметност, беше и политиката. Низ церемонијата провејуваа референци за најавите на председателот на САД Доналд Трамп за мигрантските рестрикции, како и за градењето на ѕид на границата со Мексико, намери што предизвикаа бројни контроверзии и налутија голем дел од уметниците. Британскиот режисер Кен Лоуч пак со револт зборуваше за британските политичари. Во време кое предизвикува толку поделби, мислам дека е посебно тоа што успеавме да се обединиме и заедно да ги славиме креативноста и надминувањето на границите. The positive gift of creativity and how it can transcend borders and how it can help people to feel a little less alone. The most vulnerable and the poorest people are treated by this government. Најранливите и најсиромашните луѓе оваа влада ги третира грубо и брутално, што е срамно бидејќи се протека дури и до бркање на деца бегалци на кои претходно им ветивме дека ќе им помогнеме. That extends to keeping out refugee children that we promised to help. Наградите BAFTA, освен што се предвесник на Оскарите, се и настана кој британското кралско семејство е во друштво на холивудското, поточно над звездите од рангот на Мерил Стрип и Никол Кидман. На крајот на свеченоста, принцот Вилијам, кој е председател на Академијата BAFTA, му ја врачи наградата за животно дело на 90-годишниот американски комичар, музичар и текстописец Мел Брукс. Во Венеција почна најстариот карневал во светот. Она што е интересно, освен тоа дека градот на каналите и на мостовите и годинава повторно вријат посетители и од Италија и од Европа, меѓутоа и од целиот свет кои што дошле да бидат дел од 40-дневното карневалско лудило, е тоа дека под засилени мерки се одвива годинашното издание. Градските власти подготвија 140 културни настани на 40 локации. Интересно е тоа дека настаните се во палати, во музеи и во цркви. Карневалот, како што спомена, е под засилени безбедносни мерки, бидејќи се стравува од можност за нови терористички напади. Еве го продолжение прилогот. Бал под маски, лет на ангели, парада на гондоли и многу други настани го одбележаа почетокот на познатиот карневал во Венеција, кој годинава се одвива под засилени безбедносни мерки заради стравувањето од можни терористички напади. Но и покрај тоа посетеноста е голема, а многобројните туристи имаат само позитивни мислења за карневалот. Навистина е поинакво, се е убаво, костимите, сценографијата, имаше и танчери кои танцуваат. Тоа беше навистина посебно. Убаво е, никогаш не сме виделе нешто вакво, навистина прекрасно. Срекни сме што сме тука. Обожавам кога сум во Венеција. Ова е прекрасна сезона за градот. Годинава сакам да испратам комплименти за карневалот. Втор пат сум тука и овој пат тој ги надмина моите очекувања. Употребата на маските во Венеција имаат неколку историски извори. За прв пат почнале да ги користат благородниците од 18-тиот век со цел да ја зачуваат својата анонимност за време на гласањето. Исто така, луѓето ги носеле маските и за да го одбегнат лошиот мирис на каналите или да се заштитат од чумата која виреела во тој период. Носењето на маски подразбирало еднаквост, слобода, бегство од реалноста и уживање во пороците. Карневалот започна на 11 февруари, а ќе трае до 28 февруари. Градските власти подготвија 140 културни настани за деца и возрастни, а програмата опфаќа и концерти и изложби во палати, цркви и музеи.
Да, под засилени безбедносни мерки годинава поминува Венецискиот карневал. Она што е значајно е тоа дека антитерористички сили се распоредени на клучните историски точки во центарот на градот. Споменав дека се стравува од терористички напади. Она што во приложение следува исто така прилог од карневалите кои што содржуваат низ Европа и Ница во моментов го живее 133-тото издание на Кралскиот фестивал, најголемиот јавен настан на Азурниот брег од овој вид. Станува збор за настан кој што исто така привилегува илјадници туристи, меѓутоа исто како и во Венеција годинава и карневалот во Мица поминува во страв од терористички напади. Традиционално низ улиците на градот се движат хартиени кукли и огромни джиновски глави на познатите личности. Во приложение исто така прилог на колешката Елена Милошевска. Карневалската радост ја исполни француската ривиера во градот Ница со отварањето на 133-тото издание на Кралскиот фестивал, најголемиот јавен настан што привлекува илјадници туристи од целиот свет. Манифестацијата започна со една од овогодинешните теми – Кралот на енергијата, а джиновските маски вклучуваат различни извори на енергија, меѓу кои фосилни горива, соларна енергија, ветер и маски на познатите лица како француските кандидати за председател Франсуа Фијон, Беноа Амон и Мартин Ле Пен, а покрај нив парадираше и огромна фигура на американскиот председател Доналд Трамп. Оваа традиција на джиновски маски датира од 1294 година, кога овој медитерански град бил трансформиран во фестивал. Оваа година, за разлика од останатите, безбедноста во градот беше на високо ниво поради заканата од нови терористички напади. Освен засиленото обезбедување, ништо не е сменето и повторно би се вратила и наредната година. Секогаш е прекрасно да се биде овде. Секој пат кога доаѓаме сме пресрекни. Од низата на настани особено се издвојува така наречената битка на цвеќињата, кога маскирани девојки фрлаат околу 100.000 цветови на воодушевената публика. Фестивалот, кој започна на 11 февруари, ќе трае до 25 февруари, а се очекува да има околу 390.000 посетители. Продолжение во културама се дружиме со австрискиот мајстор на модерната Густав Климт. Негово дело, кое што се очекува да достигне неверојатни 45 милиони евра, се очекува да биде изложено деновиве во Хонг Конг, а потоа да биде на аукција во Сотебис во Лондон. Ретко дело на австрискиот уметник Густав Климт е представено во Хонг Конг, пред да биде изложено за продажба во аукцијската куќа Сотебис во Лондон. Се очекува да достигне цена од 45 милиони американски долари. Бауергартен го рангира ова дело меѓу најдобрите на Климт, кои некогаш се појавиле на пазарот. Станува збор за аукцијска куќа основана во 1908-та, која всушност помогнала Климт да стане сензација. Неверојатен е моментот кога ќе го донесете Климт на аукција, бидејќи неговите дела се исклучително ретки. Последниот пат кога продадовме негов пејсаж беше пред околу 6 години. Делата на Климт се дел од продажбата на импресионизам и модерна која треба да се одржи на 1 март во Лондон. На претходни изложби неговите модернистички дела секогаш достигнувале милионски суми. А во Египет почнува експедицијата на векот. Во друштво и секако со помош на британскиот експерт за египтнини, египтологот Николас Ривс, секако и со помош на универзитетот, односно научници од универзитетот во Торино, ќе продолжи потрагата по изгубената гробница на кралицата Нефертити. Еве го прилогот. Археолозите почнаа планирање на потрага по изгубената тајна комора во гробницата на фараонот Тутанкамон, која имаат намера да ја бараат со помош на најмодерна технологија на радарски системи. Научниците од Универзитетот во Торино ќе ги скенираат длабочините и просторот кој се наоѓа за 3300 години старата гробница на кралот на Тутите. Веруваат дека тајната комора за која се откриени докази дека постои, ги содржи посмртните останки на макејата на Тутанкамон, кралицата Нефертити, како и огромна количина богатство. Кога била откриена, гробницата на Тутанкамон била неограбена и во неа се наоѓало големо богатство, па и денес се смета за едно од најголемите археолошки откритија. Според првиот египетски министер за антиквитети Заки Хавас, откривањето на гробот на Нефертити сега ќе биде најзначајното откритие во овој век.
бидејќи ќе го расветли најмистериозниот период во египетската историја. Египтологот Николас Ривс предходно изјави: се чини дека пред нас е уште едно исклучително откритие од ерата на Тутанкамон. Предпоставуваме дека северната страна на неговата гробница има ходници и комори. Интересно е да подсетиме дека откритието на гробницата на кралот на Тутите долго се поврзувало со клетва. Уште откако во 1923 година ја открил британецот Хауард Картер и неговиот тим. Лорд Карнавон, човекот кој ја финансирал експедицијата, умрел од каснување на комарец. Радиологот кој ја скенирал гробницата исто така набрзо умрел. Еден од членовите умрел од труење. 6 мина членови од 26 колку што биле во експедицијата умреле за кратко време по откривањето на гробницата на Тутанкамон. Што се однесува до Нефертити, таа одиграла значајна улога во религиозната револуција од 1346 година пред нашата ера, кога фараонот Аменхотеп IV го започнал своето обожување на Атен и го променил своето име во Акхенатен, градејќи го новиот главен град Акетатен, кој денес е познат како Амарна. Тој и Нефертити ја напуштиле Теба. Во ова време таа била издигната до статус на ковладетел и била представувана како фараонка. По смртта на сопругот пред доаѓањето на Тутанкамон владеела под името Нефер Неферуатен. Незиното име, грубо преведено, значи убавата жена дојде. Незиното име исто така е име за издолжен златен бисер со кој честопати е представувана, а се нарекува Нефер. Таа станала славна заради незината биста во Берлинскиот музеј, која е едно од најкопираните дела на древниот Египет. Припишана му е на скулпторот Тутмос и е пронајдена во неговата гробница. Николас Ривс верува дека таа веќе 3300 години почива непречено за она што сега веруваат дека е преграден зид. Да, и додека во Египет ја се бара од страна на археолозите изгубената гробница на кралицата Нефертити, во меѓувреме се чини дека сепак околу Палмира навистина ќе има многу работа, односно кога станува збор за незината реконструкција. Руското министерство за одбрана прикажа нови снимки од дрон кои што покажуваат колку всушност Палмира е оштетена. Од левата страна на екранот всушност е покажана снимка во боја направена на 6 јуни 2016 година, а десно е црно-бела снимка направена на 5 февруари годинава, која всушност ги открива новите детали за штетата која што Исламска држава ја направила врз местата во Палмира кои што се заштитени од УНЕСКО и се сметаат за културно-историско наследство. Црно-белото видео покажува дека Исламска држава го уништила Тетра Пајлон, едно од најпознатите споменици на античкиот град. Станува збор за четириаголна камена платформа со 4 столба поставена на секој од аглите. Предизвикана е и штета врз Римскиот театар, она што го гледате во моментот на екранот, поточно на неговата сцена оштетени се структури во форма на кула. Во продолжение за кратко одиме во Друштвото на писателите на Македонија, каде што вчера се одбележа јубилејот 70 години од основање, со свечен собир и секако со врачување на книжевните награди на писателите кои што имале најдобри дела во 2016 година. Гласот на писателите е во нивните дела, во илјадниците томови создавани и објавувани во изминатите децении кои остануваат да сведочат преку книжевните вредности за светогледот на поклониците на пишаниот збор, за нивните погледи и разбирања, за нивните стојалиште и секако за естетиката и филозофијата на создавањето и живењето, истакна Веле Смилевски, председателот на Друштвото на писателите, по повод свечениот собир, како што споменав, организиран за 70 годишнината од основањето на Писателската асоциација на Македонија. Во преполниот дом на писателите, Смилевски воедно истакна дека еден од најзначајните луѓе поврзани со Друштвото на писателите секако е и неговиот прв председател и еден од основачите Блаже Конески, за кој кажа дека без сомнение најблескавата творечка вертикала на македонската литература и култура во втората половина на 20 век. Она што исто така е значајно е тоа дека на свечениот собир Смилевски му додели и повелба на стопанственикот Трифун Костовски, кој за 70 години од
формирањето на ДПМ донирал вкупно 100.000 денари. Повелбата секако му беше доделена за поттикнување на вредностите во културата. Интересно и секако важно е да споменеме и тоа дека ДПМ е формирано на 13 февруари 1947 година. Во приложение ќе ги погледнете изјавите на годинашните добитници на книжевните награди за 2017 година, најдобрите остварувања во областа на поезијата, прозата, критиката и есеистиката и секако наградата за литература за деца. Најпрво сакам да ја поздравам мојата долгогодишна пријателка, сопруга на Ацо Шопов, Светлана Шопова. И сите вас присутни, министерката Канчевска Милевска и моите драги колешки и колега кои што се закитија со овие годинешни награди на Друштвото на писателите на Македонија. Сум убедена за сите добитници годинава на овие признања на Друштвото на писателите, но и на оние кои што беа во потесен избор, и на оние кои што конкурира и кои што не конкурира, дека најголема награда за сите нас ќе биде ако ни ги прочитате делата. Затоа би сакала од овој храм, од овој дом на најубавиот збор, од каде што зборот е најсилен, денеска јас да упатам еден збор, една порака до Министерството за култура, до Друштвото на писателите на Македонија, до сите издавачи во Република Македонија, да го популаризираме македонското книжевно творештво, македонскиот автор, македонската книга. И тоа не само во Македонија, туку и надвор од Македонија. Имав желба да ја растолкувам македонската книжевна светлина, ракописот на таа светлина, бидејќи македонската култура и литература е една од најдлабоките и најграндиозните во светот. Да се гордееме со таа светлина, сите заедно да ја растолкуваме, да се поклониме и пред нашиот грандиозен јазик, бидејќи нашата мисија е голема. Создавањето на литература за деца е добар дел од моето творештво. Тоа се повеќе од 30 наслови. Во нив има и романи, и раскази, и поезија. Мило ми е што добив награда за поезијата, затоа што таа представува континуитет на она што го создавал сите овие 85 години мои. 70 години од основањето на Друштвото на писателите на Македонија. Интересно и тоа да споменам дека од формирањето до денес Друштвото броело 540 члена од различни генерации и секако интересно е да се спомене и дека во него има 30 писатели кои членуваат повеќе од половина век, но паралелно Македонската писателска асоциација постојано се богати и со нови млади членови писатели. Во продолжение остануваме на книжевните дела од нашите домашни македонски автори. Македонија е единствената земја која нема избрани дела од своите значајни предци од времето на преродбата, истакна Славе Ѓургодимовски, наш македонски писател кој што акцентот го стави на ова на годинашното издание на Прличевите беседи. Истакна дека всушност се до следното издание на оваа манифестација се надева дека ќе има барем 3 или 4 тома преведени. Прилог на колегата од Охрид Ристаниковски. Делата на Григор Прличев да се преведат на македонски јазик бараат охридските автори. Барањето го изложи еден од иницијаторите, поетот Славе Ѓургодимовски, на последното издание на Прличевите беседи. Нарешно ќе упатувам како вас. Ако бетите идната година да имаме 3-4 тома од нашиот Прличев, единствена словенска земја време на природата што немаме такво издание. Сите си имате србите, и бугарите, и русите, и словаците, често само ние немаме. Според Ѓургодимовски, Македонија е единствена земја од словенските земји која нема превод на делата на своите главни дејци од времето на романтизмот. Бидејќи сите словенски земји за време на романтизмот за своите главни дејци си имаат собрани или избрани дела, ние тоа го немаме. Негова една обврска од сите нас, од културниот свет, барем за следното издание да имаме 3-4 тома, кај што се најдат неговите дела, бидејќи неговите дела се напишани на грчки јазик, нешто на бугарски, ама не јасен јазик, нешто на свој јазик што самиот си го правил. Охридските автори се надеваат дека за следното издание на Прличевите беседи ќе има 3 до 4 тома, каде што ќе се најдат преведени делата на Григор Прличев. Овде е крајот на Културама. Верувам дека прошетката низ Венеција, Ница, Берлин и секако низ нашата држава ви беше интересна во изминатите 20 минути. Овде завршува Културама, меѓутоа ве поканувам и продолжение да не го менувате каналот, останете на фреквенцијата на телевизија Нова. Ви благодарам за вниманието.